Благодарам на прашањето. Ќе почнам таму од каде што вие почнавте. Според извештај на Светска банка, Северна Македонија имаше најголем пакет на антикризни мерки во износ од 760 милиони евра во однос на сите држави од регионот, со кои што се обезбеди поддршка за граѓаните и поддршка за компаниите во делот на справување со енергетската и економската криза. Во однос на цените, владата континуирано ја следи и менаџира состојбата и носи пакети на мерки за ценовна стабилност. Уште од почетокот на енергетската криза, а претходно и за време на пандемијата, носевме навремени економски и оправдани мерки, кои што беа преточувани во закони, изгласани тука во Собранието, и кои што се однесуваа на одржување на ликвидноста на компаниите. Носевме автономни царински мерки, особено во делот на прехранбените производи, но и мерки од други области кои што ги засегаат нивното работење, како например поддршка за исплата на плати на вработените или поддршка за зголемување на плати на вработените кај нашите производни и услужни компании. За само една година ја преполовивме инфлацијата, која што да не заборавиме, минатата година достигна пик на 20%, кој што беше и практично просек во Европа, за да денеска таа е на помалку од половина во својот износ, а со оглед на мерките кои што веќе се донесени, таа ќе биде на ниво од 5% во последниот месец од годината. Со замрзнувањето на цените на прехранбените основни продукти и нивно намалување преку обезбедување на гарантирана цена на производите, како и со владината одлука за допрецизирање на одлуката за повластена стапка на ДДВ од 5%, за најголемиот дел од основни прехранбени производи и најголем дел од производи кои што се користат во нашите домаќинства, а тоа се 1650 производи, најдолга листа на 5% повластена стапка во целиот регион, создадовме предуслов да ја намалиме инфлацијата на, како што реков, таргетирани 5% во последниот месец од годината, што сметам дека е остварливо. Овие мерки имаат и социјален и економски карактер, и ова се мерки со кои ги штитиме пензионерите, ранливите категории на граѓани, невработените лица, самохраните родители и сите корисници во системот на социјална помош, особено работниците со пониски примања. Ние не смееме да заборавиме дека се субвенционираше цената на електричната и на топлинската енергија, бидејќи ако тоа не се направеше, ќе имаше ценовен шок за граѓаните кој што го немаше. Ние и во моментов имаме најниски цени на електрична енергија за граѓаните и за регулираниот пазар, а енергенсите, пред се тука мислам на дизелот и петролот, се најниски во целиот регион. Значи, отидите во било која соседна држава и ќе видите дека граѓаните на пограничните места преферираат да купат бензин и дизел во нашата држава, а не во своите држави, бидејќи има пониска цена, и тоа можете да го проверите во сите околни држави. Во однос на примањата на работниците, јас ќе ви дадам само неколку споредби. Минималната плата во јануари 2016 година беше 10.000 денари. Денес, односно во август 2023 година, минималната плата е 20.175 денари. Тоа е 100% зголемување. Значи, апсолутен износ 10%, 10.095 денари, 100% зголемување. 100% инфлација немало никогаш во нашата држава. Значи, 100% зголемување на минималната плата. Потоа, просечната плата во 2016 година јануари изнесува 22.254 денари, за да во август 2023 година изнесува 36.390 денари. Тоа е 63,5% зголемување, или апсолутно 14.136 денари. Минималната пензија во јануари 2016 година била 7.783 денари, за да денес биде 11.897 денари. Тоа е 52,9% зголемување, или апсолутен износ 4.114 денари. Просечната пензија во јануари 2016 година
излесувала 13.076 денари, за да денес биде 19.062 денари или зголемување од 46%. Во апсолутен износ 6.000 денари. Бруто домашниот производ во јануари 2016 година бил 9,7 милиарди евра, за да денес биде 13 милиарди евра, кое што е 33,6% зголемување. Странските директни инвестиции кумулативно на 1 јануари 2016 година биле 1,4 милиарди евра, за да денес од 2016 до 2023 година кумулативно бидат 2,6 милиарди евра или зголемување од 78%. Заради овие бројки, Светската банка, со кој што имам состаноци имав и во Њујорк и сега во Тирана, веќе разговара за Северна Македонија за DPL аранжман, со кој што ќе се овозможи буџетска подршка, и разговаравме за среднорочна 4-годишна рамка, која што ќе биде во износ дупло поголем за финансирање во однос на оно што го имаме во моментов. Ви благодарам на прашањето. Бројките се тие. Се надевам дека бројките нема да ги спориме, бидејќи се од Завод за статистика, а за другото се разбира политичките провиниенции се секогаш на располагање на парламентарна говорница.